Почитувани гледачи, вечерва сме овде во нашето студио да снимиме една многу траурна приказна, односно нешто што можеби е секојдневие за македонските бранители. Нешто многу тажно, нешто што државата требало да спречи да се случи, но еве сепак се случува. Зборуваме со Надица, која што е сопруга на бранител, загинат бранител во 2001 година и на која што државата и приредува една вистинска голгота уште за време на војната, пред војната, бидејќи и таа самата е припадник на армијата на Република Македонија и претходно на JNA. Така што Надица тука ќе ни објасни што се случувало и за време на војната и како починува нејзиниот сопруг и како државата решава, бидејќи во меѓувреме Надица премногу се збогатила и нејзините ќерки да им одземе дел од средствата кои што државата е била должна да им ги исплати. Надица, добре дојдовте. Ви благодарам на поканата. Може да ни се представите како сте, моментално прво кажете ни како сте, бидејќи сте растревожена очигледно. Така е. Јас сум Надица Мирчовска, од Скопје. Значи, во моментот сум пензионер, вработена во армијата и сопруга на командантот на војна полиција, што погина во конфликтот од 2001 година. Значи, голготите почнаа дури од далечните 90-тите години пред растурањето на Југославија. Ние со мојот сопруг живеевме во Хрватска, што не затекна војната тамо. После тоа продолживме на Косово, во Приштина и 92 година со одлуката Аџич Глигоров од осамостојувањето на Македонија се вративме на 31 март 92 година. 92 година, кога се вративме, се сместивме во војниот хотел и тамо живеевме до 2008 година. Мојот сопруг Смирете се само, ништо страшно. Државата не најде начин, односно не најде за сходно да ви даде стан. Само момент. Од кога дојдевме во Скопје, мојот сопруг се придружи на креирањето на безбедносните структури на армијата на Македонија. 94 година, 95 и 6, значи имаше поделби на станови, што имаше бодирање. Ние бевме трети за тројпособен стан, од тоа добивме гарсонјера. Значи имаше лица што беа без деца, што добија трособни станови, ние тогаш отидовме во судот и поднесовме тужба. Кога поднесовме тужба во судот, кога видеа дека ние правилно постапуваме, дека поделбата требаше да се прекине, што беше неправилно, не повика министерот Китановски, ни понудија неколку решенија, неколку станови, ние прифативме барака во аеродром, ја подпишавме, значи решение добивме и спогодба дека Министерството за одбрана се обврзува да ни го даде во трајно владење со право на откуп. Зашто во JNA имаше стамбен фонд, ние одвојувавме во тој стамбен фонд. Тоа и без разлика на присудата, без разлика на спогодбата со Министерството за одбрана, до ден денес тоа воопшто не е спроведено. Значи, голготите си продолжуваат и понатаму. Кога дојде 2001 година, ние се уште бевме во хотелот, значи мојот сопруг погина. Инаку вашиот сопруг е командант на војна полиција. Мојот сопруг е командант на војна полиција и тој погина на 28 март 2001 година во конфликтот. Со тоа што исто и јас како припадник на безбедносните сили, значи тогаш се формира здружение на херои на Македонија. Прво беше жртви на албанскиот тероризам, после се промени во херои на Македонија. Во првата година не бев јас председател, отпосле дојдов како председател на здружението.
И како учесник во борбени действија и како голготите што ги поминуваме од власта, од сите власти во Македонија од кога сме дојдени од 92 година, голготите се продолжуваат и понатаму. Напите се водичка слободна. Министерството за одбрана, како патрон на сите бранители, требаше да не заштити, како главен носител за конфликтот, требаше да не заштити, а не во рок од 3 дена од случките, ни дадоа да подпишеме едни срамни спогодби, во рок од 3 дена за сопругите и родителите по 250.000 денари, сестри, браќа по 100.000 денари, и тоа во зависност сегде не, значи тоа пак селективно, и на децата по 180.000 денари. Значи, тоа е обештетувањето. Толку ги процениле животите Толку ги на проценија, значи дали еден живот, дали еден офицер во било која војска во светот вреди 250.000 денари. Прашувам. Значи, прво некој требаше во Министерството за одбрана да одговара за злоупотреба на службена позиција. Зашто тоа во рок од 3 дена, значи ние после 22 години не знаеме што се случувало, зашто креаторите на војната требаше да одговараат, зашто нашите деца беа многу мали, дури имаме и посмртчења. Значи сега прашуваат што се случуваше 2001. Зашто прво Калето ги нарече терористи, за после луѓе за човекови права. Борци за човекови права. Колка ви беа вашите ќерки кога почина сопругот? Па, моите ќерки беа 7 и 6 години. Значи на школа не одеа. Тоа беше една многу голема травма, како гром од ведро небо. Зашто 15 минути пред да погине се слушнавме, беше на Кодра фура, таму имаше резервисти. И тоа се случи. Добро. Значи, јас после како председател на Сдруженијето пишував дописи по основ на закон, пошто после конфликтот се донесе закон за припадници, закон за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства. Значи службен весник на број 2 од 2002 година. Уедно, значи семејствата на погинатите, значи општо сите бранители со уставот на Република Македонија, тие треба да бидат заштитени, зашто со самиот устав број 36 член. 36. Значи републиката им гарантира посебни социјални права на борците од антифашистичката војна и од сите национални ослободителни војни во Македонија, на војните инвалиди, на прогонуваните и затворените, за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност, како и на членовите на нивните семејства кои имаат можност за материјална, социјална екзистенција. Значи, посебните права беа уредени со посебен закон, законот за припадници на безбедносните сили, за правата на припадници на безбедносните сили. Што никој тоа не го спроведува. Сега вие сте и сопруга на починат бранител, но вие сте и бранител. Така е. И овде Значи, јас Република како Македонија апсолутно ни едно ни вашите права што ви следуваат и како бранител, ниту пак од сопругот затоа што е починат, буквално не ви ги обезбедува. Немаме, можам да кажам дека немаме никакви права. Голготите продолжуваат и понатаму. Значи, едно семејство на командант да поминува такви голготи, тоа го нема нигде во светот.
Значи, ние не бараме нешто што е преко лед повеќе. Ние ги бараме најосновни човекови права, што се со устав и со закон донесени, а не на наша сметка да се богатат. Значи, прво, јас како председател на здружение пишував сегде. Значи, диаспората во 2001 година имаше огромни донации, што беа за семејствата на погинатите и за опрема на безбедносните сили. Некој што, како, овие донации исчезнуваа. Значи, после некое време, некој период, иселениците ме побараат мене и од сите како представник од родителите, од учесниците во војниот конфликт, да појдеме лично да не се слушаат, зашто тие донации до нашите раце воопшто не дојдоа, зашто некој си поигра со нашите судбини, некој се збогати на наша несреќа. Тоа е срамота. Срамота за македонскиот народ. Чекај сега. Добро, смирете се. Малку во 2008 година побаравме. Значи, побаравме визи за да појдеме во Америка, Канада, Австралија, зашто нас не побараат од таму. За да ми ја кажеме сторијата. Иселениците. За донациите каде се. Зашто они лично мене ме пуштаа во програми таму, по Австралија, по Канада, ме прашуваа за конфликтот. Дали беше тоа конфликт или војна. Јас упорно тврдам и да не стојам на својот став, не може тоа да биде конфликт кога беше тоа војна. Што ми има погинати 80 луѓе, значи тоа е војна. Они може да кажат било како, али тоа беше класична војна. За да после прерасне во борба за човекови права. Значи, секоја чест од другата страна. Значи, ние, и јас немам против никого, зашто припадниците на безбедносните сили, значи, имавме ние од сите етникуми. Во погинатиот состав, имаме ние македонци, имаме албанци, имаме турци, имаме роми, значи од сите националности. Значи, ние, кога зборуваме за бранителите, зборуваме за сите етникуми. Зашто војните носат само страдања. Носат трауми, што додека човек не го осети на своја кожа, не може да го почувствува тоа. И не дај Боже да го почувствува. Во 2008 до 10 година, значи кога Јохан Тарчуловски и Љубе Бошковски беа во Хаг, лично напишав писмо до Карло Дел Понте, што Мане Јаковлевски лично го испрати моето писмо. Се обрати дека македонците не се срблољупци, дека тие имаат држава. Значи, тие се борат и ќе се борат за својата татковина, за суверенитетот и интегритетот. И тие што погинаа, тие се луѓе, тие се херои, а не секој еден да се представува дека е патриот и дека е бранител, а уствари не ни знае како е. Зашто во 2001 доста припадници од албанската националност дезертираа, отидоа во УЧК. За сега да ни бидат и да ни попуваат и да ни ги кажуваат правата. Значи, меѓу нив и сегашни функционери. Али можем да кажам, што имале колеги. Така. Од сегашните функционери. Господинот Тала Џафери беше припадник на безбедносните сили. Тој дезертираше и отиде во УЧК. Отпосле да се врати како министер за одбрана. Значи, тоа беше најголемата лудост. Значи, со тоа ги понижија бранителите. Значи, зашто? И тогаш почнаа бранителите да се спрашуваат зашто погинаа, за кого? Значи, ја сватија, значи, испаднавме како ние да сме криви зашто застанавме да ја браниме татковината. Али од друга страна, секоја чест на албанците,
Тие знаат за што се борат. Тие имаат цел во животот. Тие имаат, значи, за секое семејство, со сите, со се задоволени. Значи, погледајте само какви мемориални споменици имаат. Со 50 метарски, сегде во секое место, во секое село. Значи, секоја чест. Јас просто се срамам да кажам дека сум македонка. Се срамам да кажам дека сум сопруга на еден командант што погина. Се срамам како еден бранител што поминав 3 војни, што поминав Хрватска, што поминав Косово и Македонија. И во Македонија дојдовме за да го дадам животот на мојот сопруг. За да го угодите према тоа семејство, и тоа семејство ништо не вреди во тоа општество. Значи, врз основа на тоа семејство, многу луѓе добија секакви и материјални богатства и се што. За ние, јас не барам нешто што не го заслужувам, али голготите и не почита. Ако јас не сум хуманист, значи јас сум крводарител. Сум дала 105 пати. Значи јас сум нулта негативна. Значи, од секој хуман аспект, од секоја гледна точка. Значи, на секоја дебатна емисија, никогаш не сум повредила никого. Значи, секогаш сум гледала, значи, да биде тоа искрено, од душа, од срце, за да се стави мир на тие голготи, на тие страдања, на народот македонски напатен. Доста више на предавниците, доста на издавниците. Значи, 30 години се бориме со институциите, 30 години од едната па другата власт. Што требаше ние? Што требаше да направам? Да извадам партиска книшка? Не, јас сум бранител, јас сум семејство на погинат бранител. Значи, државата е таа што треба да ме заштити во секој домен во општеството, во секоја сфера. А не јас да одам, да барам и да кажувам, да се срамам, да кажам дека сум припадник на безбедносните сили и да кажувам дека сум сопруга. И моите 2 деца се срамат да кажат кои се, дека татко им погинал. Имаме ние споменик во Жена парк. Во тој споменик дојде братучет ми од Франција. Ме прашува, дадо, зашто погина, за кого погина, пошто нема ништо на тој споменик. За кого погина, зашто погина, каква хронологија има. Се срамев, не знаев како да одговорам. А самата сум свесна дека е така. Во секоја костурница, на секој споменик има тој погинал од тоа, таа година, зашто погинал, за кои идеали, зашто, за чии. А тука нема нити хронологија на погинување, кој редоследно подата на погинување, нити поабецедно, како сегде во сите костурници во цел свет што ги има. Тоа е срамота. Или тоа беше само поставено колку, еве, бранителите направивме еден споменик. Тоа распукан куршум. Ние го направивме. Го поставивме што градоначалникот тогаш беше тогашниот командант генерал Сокол Митрески. На сметка што он беше во Кок. На сметка што не познава, на добра волја го постави во паркот во Ѓорче Петров. Али тоа е распукан куршум, тоа бранителите го направивме ние со наши средства. Што да кажеме за други споменици? Секој си прави на своји регионални или поместни заедници или на локално ниво. Да. Никакво чествување немаме. Еве, мојот сопруг, нека каже еден министер, еден председател, еден кој дошол на гробот, не знаат ни каде е погребан мојот сопруг. А јас, на сите како председател на Сдружение на погинати и ранети и како председател ротирачки на Унија на бранители на сите здруженија, јас нема кај не отидов на секој еден гроб, на секој соцветје достоинствено. За мојот сопруг не е испочитуван во
Тоа ме највеќе боли. Значи, за некои можеме бомбастично да правиме, еве, чествување, а за мојот сопруг нигде никој. Не го ни спомнуваат, а по хиерархија е прв. Срам за државата. Тоа е нонсенс, не знам, немам зборови. И ние сега се љутиме на албанците. Се извинувам, ама нас, албанците, не ни се криви. Они си добија по самото склучување кога се потпиша рамковниот договор на 13. август. Со тоа се заврши прекинот на непријателскиот оган. Со тоа што отпосле се донесоа анекс на рамковен договор, анекс А, Б и С, со се и се што од знаме јазик и да не зборувам, значи се и се што. Значи си добија они министерство што тоа е секоја чест за албанците. Они знаат зашто се борат, они знаат кој им е целта. Они знаат да почитуваат нивните, али нашите не. Они се борат за својата категорија. А каде се нашите бранители? Каде се нашите патриоти? Што секоја вечер гледаме на телевизија како се удараат во гради, како го кажуваат тој патриотизам. Со која компетентност, со која заслуга, со која чест, се прашувам. Се гледам и се крстам и си викам, Господи Боже, чувај ми го паметот. Што зборуваат? Зошто? Се прикажуваат дека се патриоти? Зашто се јавував кон сите политички партии па ми викаат, Господјо, имај трпение. До кога ние да имаме трпение? 30 години имаме трпение. Па уште кога? Уште 100 години? Или треба да починеме, да умреме за да се ослободат? Не знам што да кажам. Срам за македонскиот народ. Срам. Значи, од секогаш македонците било предавник и предавник ќе си умре. Значи, не зборувам за сите македонци, али дел, тоа значи се многу мал дел, али ние си ги бираме. Тоа е. Значи, треба стоп да се каже на тие голготи. Стоп. Значи, македонците заслужуваат многу, зашто обичниот народ страда. Исто како ние што страдаме. Значи, кога едно семејство со кредибилитет, со што најсвето е во животот, да го дадеш животот за таа татковина, а да за возврат да добиваш удари од државата. И на крај извршители. И на крај извршители. Зашто? За нешто што не сме го сториле? За нешто што го измислуваат? За нешто што го режираат? Срам. И после викаме ние патриоти. Не. Значи, многу малку луѓе има што се патриоти. Ама патриотите, хероите, отидоа под земја. Тие што беа на први борбени, тие замина. Оти сите погинати, на кукавички начин погинаа. Сите беа издадени, предадени. Тоа е срам. И сега ние ги слушам како ги напаѓаат. Значи, нема што ние да ги нападеме албанците. Албанците си имаат свое министерство. Албанците отворено кажуваат борбата која им е целта. А ние, кај сме ние? Во 2008 година отидов лично јас и господинот Груевски. Му ги однесов гласовите. Он победи. Обеќа дека ќе го реши, значи, со дополна измена на законот за припадниците на безбедносните сили и за обештетување, и сепак требаше да се донесе, значи, подскумно, без разлика. Значи, имаме луѓе што учествувале во тие борбени действија, што не се ни повредени ни ранети. Што со тие луѓе? Што тие луѓе застана, излегоа од работи, ги сфрлија од државни институции, ги добија отказни решенија зашто застанаа, се отповикаа на мобилизација, да си ја бранат татковината за да денес тие луѓе питачат за едно парче леп, за да денес тие луѓе се најбезвредните луѓе, што треба да бидат на прво место. Значи, што требаше ние да правиме? Требаше да бидеме безобразни, требаше да фатиме страна.
Тогаш Груевски, кога отидов таму? Што побаравте, само кажете ни? Значи јас од господина Груевски побарав. Кога им дадоа министерство на припадниците од УЧК, кога они си го решија тоа, статусот нивни, јас побарав оделение. Дали ќе биде во влада, дали ќе биде во Министерство за труд и социјала, дали ќе биде во Министерство за одбрана. Значи не е битно, али преку тоа оделение да бидат компетентни личности, да бидат издржани кои ја разбира тежината на војната. Секој едно барење, секој еден бранител, секој еден проблем што има поврзаност како овие од другата страна што имаат, да биде преко нас. Значи лично го побарав. До денес тоа не се оствари. Зошто? Зошто му се климаше на господинот Груевски коалицијата. Ако тоа го дозволеше, тие ќе ја напуштаја коалицијата, што и денес тоа се случува. Значи ние мораме македонците, без разлика дали е ВМРО, дали е СДС, дали која политичка партија е, значи до денес они мора да ги исполнуваат условите на албанците. Значи јас немам против они, нека си бараат. Али ние што сме? Мањина? Што сме ние? Срам. Срам за државата. Кога нема каде да се пожалиш. Се извинувам. Кога нема каде да се пожалиш. Добро, ги спомнавте и селениците, имате ли некаква поддршка и имавте ли некаква поддршка од нив? Дали Значи, комуницирате се уште? Не ни појдовме. Не се остварија тие средби, поради што? Дел од полицијата, уште со генералот Ристо Галевски и Јацо Стојановски, напишавме ние за да добиеме визи во Канада. Во Канада, во конзуларството беше албанец. Ни вратија дека за тие и тие од МВР. За нив. Дека не може да идат, имаат се ставени на црната листа поради тоа што учествувале во напад на цивилно албанско население. Што повеќе? Срам за државата. Која дипломатија? Значи Македонија не застана против нив. Значи Македонија застана да си го обрани суверенитетот, зашто имаше агресија од надвор. А после тоа, кој, што, како, ние не сме тие да кажуваме што било и како било. Значи креаторите на војната требаше да одговараат. Зашто до денес децата прашуваат што се случуваше, дали беше војна, што беше тоа, што се случи и зашто ние сега патиме. Значи ние сите што застана сега се на маргините, се грешни зашто ти доа. Али тоа, пак ќе кажам, тоа не зависи од албанската страна. Тоа зависи од нашите македонски политичари од двете страни, од двете политички блока, едните па другите. Во 2000 кога се сменуваат власта, Груевски донесе одлука за обештетување на семејствата со по 50.000 евра на секое семејство. Другиот ден кога дојде СДС, првата одлука што ја прекина, што ја поништи, беше одлуката за семејствата на погинатите. Значи, не дека они не сакале, можеби, да се реши проблемот со бранителите, и со правата, и со измени дополни на закони, со предмети, со трибини, со дебати, Значи, се плашеа да не им се коалициите, да не им се распаднат. Се плашеа, зашто, пак ќе кажам, можеби они имаат спротиставени и они меѓу различни нивни албански партии, али македонците треба да сватат дека треба да се обединат, треба да кажат стоп, чекајте. Се додека македонскиот народ не се обедини, се така ќе биде. Значи, војните никогаш нити завршиле, нити ќе завршат. А причините се знаат. Кои си, што се. Го паметат ли вашите ќерки татко им? Поголемата, како во сон, помалата исто. Што може да памти 5-годишно дете, 6-годишно дете. Како во сон. Добро, тие добиваат право на пензија затоа што татко им е починат.
И сега, што е моменталната голгота што ја преживувате вие? Како самохранен родител, секој има право на семејна пензија. До 26 години по закон. Значи, они завршија, и двете дипломираа, стоматологија, така да, значи, со тоа сега работат во приватни фирми, во приватни ординации, каде што ќе најдат, без стаж, без ништо, за да моите деца сега, после толку години, не заслужуваат со едно вработување. Срамота. Само за нив нема вработување. Само за моето семејство има голготи. Или е за тоа што 21 година зборувам за бранителите и се борам и како бранител, и како сопруга, и како се. И во име на родителите никого не сум повредила. Во срцето на секој постои, секој човек има душа и секој има во срцето има дел за секого и за се. Значи, љубовта кон татковината, љубовта кон луѓето, љубовта кон децата, љубовта кон се, а не сега гледаме секојдневните работи што се случуваат во државата, каде одат, каде водат насоките. Објаснете ни сега моментално, затоа што вие имате одлука за извршување, односно ПИОМ бара од вас повратна средства. Зашто е тој повратна средства, бидејќи објаснуваат дека вие во меѓувреме сте се збогатиле додека сте ги примале тие средства од државата. Така е. Како се збогативте вие толку брзо за да треба да враќате сега пари? Значи, ние, пак е да спомнам, значи, ретроактивно од 92 поминуваме голготи. Сите права Министерството за одбрана, што требаше да не ги даде по основ на закон, од стамбено згрижување од едно друго, значи ништо нема тоа. Со превара за обештетување, со сето тоа. Али сега, последно што ја прелија чашата, тоа е извршувањето према нас. Наводно, ние од 2001 моето семејство се збогатило со 199.000 околу 200.000 денари, значи повеќе сме зимале пензија. Значи после 21 година пензиско наоѓа дека ние треба да вратиме на пензиско 199.000. А што е најтрагично, до ден денес ние претходно немавме никакво решение, децата немаа решение врз основа на што добиваат пензија. Зашто сите деца добија пензија, што некои деца нема, татковците немаа ни ден осигурање. Значи, а требаше, значи, спрема, али и тоа е во ред, и така требаше да биде. Значи, сите деца треба да добијат, како самохранен родител, секој го следува семејна пензија. Без разлика на родителот, дали имал стаж или немал стаж, тие деца мора, значи, од нешто да живеат. Значи, што го прелија чашата? Добивме ние сега налог за извршување, стопирано во банка, блокирана сметка. Ми кажуваат во банка, кај Моника Муче, извршител. Одам тамо, вие вика така, онака. Викам, јас извинувам, како може, но пензиско, без да ме обавести, без да присуствувам на тие рочишта, сама каде ја те тужи, каде ја те суди. И на крај, извршител. Ве молам, чекај. Значи, кога видов, за 199, за 200.000 денари, сега треба да вратиме 435.000. Вие на рочишта не сте сте тоа што, значи, од судот е напишано дека ние сме се збогатиле, моето семејство се збогатило од пензијата на децата. Значи, тоа е срамота. Тоа е срамота некој да го спомне, зашто тие деца ништо не добиле, никаква заштита, нити обештетување, нити вработување, нити школување, една партиципација. Ве молам. Срамота. Кога идам јас на лекар, значи кога ќе им подадам 3 уверенија
едно од мојот сопруг, по закон, дека сум ослободена од здравство. Другото мое. И третото како крводарител. Они се чудат и не знаат што е тоа. Значи, нашите институции се неписмени. И ми викаат, па тоа е за твојот сопруг. Па добро, дајте му го на него, правото. Значи, дали човек да се смее или да плаче, тоа е не знам како. Срам, пак ја кажам за државата. Срам за македонскиот народ. Срам. И како јас ќе ги учам моите деца, моите внуци, идните генерации, како да им кажам да си ја сакаат својата татковина. Кога сите тие бранители што застанаат, тие се на маргините. Како? Како јас да им го објаснам случајот? Нема зборови. Зашто државата едно кажува, ама реалноста и вистината е една. Само тие може да ја кажат. Зашто на многу дебатни емисии, соочување, демитологизации, на сите сум зборувала. Значи, дека војните, без разлика од кој етникум, треба да се почитуваат. Дека ние сме за мир, дека ние ја свативме голготата, тежината во животот, дека ние не треба да се гледаме, не треба со омраза, не треба со љубомора, не треба со злоба, него треба да си помагаме. Тоа е суштината. Зашто господинот, кога напишав во Хак на Карла Дел Понте, Мане Јаковљевски многу добро знае што напишав. Дури сите се чудеа како јас напишав писмо, како напишав до Фазли Велиу, што сите семејства тогаш ме осудија, што не ја разбираат тежината, зашто сега го потенцираа соживот, помирување, зошто? Значи јас сум била многу напред со сваќањата. Што е? Значи сега го сваќаат луѓето, сега го сваќаат семејствата, што значи тоа? Од кога они добија се, а ние ништо не добивме, сега оди зборувај. И тогаш ме сменија од председател на Сдруженијето, направија еден бунт, али тогаш на работа ми се слоши и ми пукна жолчката, тоа се стресови нервози. Отидов на операција 3 дена во кома бе. Не можев да се борам. Али еве кажувам сега, после толку години, еве, јас пак ја застанам за тоа. Зашто? Ги разбирам основните човекови права. Значи, во душата има љубов за се. И разбирање за секого. Без разлика партиски, без разлика од кој етникум. Секој жив човек сака најосновни работи. За да сега ми извршуваат, што е најтрагично, што е плафонот сега, изливање на чашата. Најтешко е тоа што сега они, значи, не смеат да ме извршуваат зашто јас имам кредит. Зашто јас имам кредит. А да не зборувам дека се уште немам валидно решение од фондот за пензиско. Значи идам нон-стоп, пишувам барања, одам по сите директори. Сите, вика, нас не ни интересира. Тоа сакав да прашам. ПИОМ си решава дека вие треба да вратите средства од одредени причини. Така е. Вие решение добивате ли за да ги вратите тие пари? Стигнува Значи, до вас тоа решение, сега, дали ве пензиско. некој рочиште? Значи пензиско. Дава на извршителката, што не смее тоа да го прави. Зборот ми беше дали вие го добивте од ПИОМ решението. Се уште немаме. Зашто сега од септември се донесе и друг закон. Зашто имаше побуна на офицерите и подофицерите, значи вработените во Министерство за одбрана, во армија, зашто луѓето што заминуваат во пензија одат со многу мала пензија повеќе од МВР, што сепак тие луѓе некогаш имале висок процент. И они сега со одлука на влада, со закон, се донеса од септември, од 1 септември да им се покачат најдобрите 10 години. Зашто не може еден полковник да зима 30.000, еден полицаец со 15 години, со средно образование да зима 35, а тој да зима 25. Значи,
Има многу дисбаланс. Значи, деградирањето е катастрофално во секој поглед. Значи пиом наместо кај вас решението го праќа директно на извршител. Значи пиум само си тужеле, сами си Вие не сте донеле повикани пресуда. на тие рочишта. Да, значи јас не сум била на тие рочишта. Во самата извршителска клауза, значи од Моника Муча пишува и од судската пресуда пишува дека јас не сум се жалела. Значи како нема да се жалам ако сум го добила? Значи тоа они можат да едноставно си ги лажираат работите како што си сакаат. За да како на нивните борци им даваа пензии? Еве тоа се прашувам. Значи за нив нема застој, нема ништо, али пак ќе кажам, секоја чест на албанската страна. Секоја чест. А јас се срамам да кажам дека сум македонка, а најмалку како семејство на погинати, како бранител и како се, и како хуманист. Добро, вие свативте дека очигледно тука има пропусти и во судските процеси и тоа што вие не сте го добиле решението и му пишувате на народниот правобранител. Точно така. Тој ви одговара дека не е надлежен за тоа. Значи кога отидов ми го дадоа, пошто јас немав добиено извршен налог за извршување. Кога отидов тамо, кажав дека имам кредит. Како вие ми извршувате? Кога јас имам кредит, а од плата треба 1/3. Толку. Како вие на брзоснова на што ми извршувате? Значи вие ми ја зимате целата пензија и нема да се доплати. За тоа, значи вие ме оставате без леп. Каде се моралните вредности? Што одамна се изгубени, што не постојат морални вредности. Каде се човековите права? Значи, еден социјален случај, па зима по 6000 денари, а они на мене, значи јас не сум ни како социјален случај, а не како припадник и како... Јас го прочитав известувањето од народниот правобранител и тој не препорачува да се запре постапката за извршување или да се повтори судењето како што викате вие. Тој препорачува само да се промени начинот на извршување. Така е. Значи јас кога отидов кај народен правобранител, разговарав, сите ме слушаа и сите се согласија дека 1/3 не смее повеќе. Со тоа што ми рекоа дека ги добием написмено. Еве го одговорот. Значи, они немаат никаква ингеренција. Тогаш зашто постои Народно правобранителство, се прашува? Народното правобранителство е за да ги заштити правата на народот, а не правата на олигарсите. Добро, тука пишува дека ќе добиете одговор откако извршителката исто така ќе им одговори за ова барање. Дали се промени начинот на извршување? Не, се уште Продолжи не. исто? Не, си продолжи исто. Исто напишав и до Советот. До Судскиот совет барав, значи приговор напишав. До ден денес се уште немам одговорено од Судскиот совет. Како тоа, значи постапуваат по нешто што е вон сите можни човекови права. Значи со тоа се потврдува дека ние немаме никаква екзистенција, што по устав, прво по устав, нели, кажавме, го цитиравме и уставот, што кажува? Значи грижа. Материјална грижа и здравствено и секакво обезбедување. Што ние тоа го немаме, на жалост. И сега ние треба да застанеме и да кажуваме дека нас, албанците, ни се криви. Не. Нас ни се криви институциите. Зошто? Зашто ние баравме, зашто бранител во уставот не постои. Постои само борец. Ние го баравме статутот да биде борец, а не бранител. Значи тоа се две различни работи. Каде е сојузот на борците? Сојузот на борците Мила Царовска го укина. Сега има управа за војни прашања, што тамо исто така некомпетентни. Во таа управа на прашање на борци треба да бидат учесници, треба да бидат луѓе со кредибилитет што ја познаваат таа проблематика, за они да ги решаваат
работите на припадниците на безбедносните сили, на бранителите. А не кога отидов тамо, да не сакам да именувам имиња, кога ми кажа господјава дека она била радикална, зашто ја смениле СДС, ја донеле по казна овде и мора да седи сега тука како раководител. За кој тоа станува збор? За функцијата, не за лицето. За функцијата. За функцијата. Тоа Значи била која функција? во Министерството за труд и социјала. Значи котирала високо за време на ВМРО. Се смени власта и сега ти не и она на мене, знаеш, јас можам да бидам радикална. Какви се тие зборови? Прво ти, Кон вас да биде радикална? Да. Прво вие, господјо, значи не сте компетентни за тука да седите. А вие што си го имате Голготата, дали со ВМРО, дали со СДС, мене не ме интересира која политичка партија. Мене ме интересира што ние, бранителите, зашто јас бев во креирањето на се. Значи зборувам, од мобилизација до крај, до ден денес стојам за тие луѓе, зашто дел од бранителите од после 22 години имаат трауми, имаат последици. На тие луѓе им треба ресоциализација, им треба значи здравствено, им треба многу работи, а не тие луѓе се заборавени. Тие луѓе се комплетно ништо. Значи кога ние луѓе што погинаа, луѓе што беа ранети, значи има шаренило во обештетувањето. Некои зема енормни обештетувања, некои земаа по 200.000 евра, некои земаа по 50, некои спогодбено со тоа што им дава нати ми дај ми. Тука не навлегувам. Тоа треба значи да се направи една ревизија на сите тие случувања, на сите тие обештетувања, зашто имаме шаренило во тоа обештетување. Не може еден војник или еден погинат да вреди 200.000 евра, а некој 250.000 денари. Тоа е срам. Значи тоа е прво државата ги дискредитира погинатите, а да не зборувам. Значи нема пара што може болката да ја намали. Нема таа пара, али тоа што го прават институциите, зборувам 22 години ретроактивно, дали едната или другата власт, тоа е срам за Македонија. И ние сакаме да влеземе во НАТО, во Европска Унија. Како ќе влеземе? Значи ние додека не го затвориме минатото, како ќе идеме во иднината? Се прашувам тоа. Кога вие, значи исто како ги величаме луѓето што погинале пред многу години, и тие исто погинале за идеалите на македонскиот народ, за Македонија, за државата, за нашата татковина. И тие погинале така, како и тие што погинале, и тие од осамостојувањето на Југославија. И тие луѓе треба да влезат во нашиот состав, зашто тие се македонски луѓе, зашто и ние сме биле во тој состав. Да, во Русија, например, донесоа закон пред неколку недели, ми се чини беше, каде што моменталните борци во војната со Украина ќе ги учат учениците од новите учебници што сега почнуваат да ги пишуваат. Во Македонија се уште не се учи за конфликтот во 2001, односно историја, учебникот последниот што завршува до осамостојувањето на Македонија. Така. Со формирањето на институциите. Сте побарале ли вие некогаш барем почит не им оддава државата на овие луѓе? Дали помислиле да ги прашате, дали помислиле да ги вклучат во учебниците? Значи од 2001, од 2002 званично. Значи нема институција која не е побарано. Дали за именување на улици, дали на објекти, дали за споменици, дали за генерални споменици, дали за да се учат. Значи, просто сегде вратите беа затворени. Никој, ни една институција не смогли храброст и доблест да напише еден допис да каже да, окей, тоа е се во ред, значи или ќе дојде време
Историјата ќе си го покаже своето. Историјата ќе си дојде се на свое место и конфликтот 2001. Кога тогаш? Ќе мора да го изучи. Значи, тоа ќе мора генерации да се учат, а не нашите деца да се срамат, да кажат нивните татковци дека погинале. Зашто, замислете, моите деца, кога тргнаа прво одделение, ми иде детето од школа и ми вика, знаеш што ми викаат децата? Дека мојот татко бил лош, за тоа го утепале. Значи, прво, родителите, домашната култура, воспитањето е многу битно. За еден човек да се изгради како личност е прво домашното воспитување, па образованието, гледаме образованието до какво дередже не доведоа да бидеме неписмена нација, а да не зборувам за понатаму. Што има, значи, колку толку имаме ние закони, имаме постоечки, али кога една држава нема еден правен систем, нема ништо. Значи, нашиот правен систем треба од корен да се менува. Значи, јас ако имам сторено нешто, кривично, без разлика, дали материјално, дали... Јас си стојам, јас ке си го платам долгот. Ама јас, ако јас не сум сгрешила нешто, ништо не сум сгрешила, за државата, за возврат на таков начин, игнорантен, да те дискредитира, да ти го нарушува угледот и честа, тоа е многу тешко. Верувајте ми. Затоа се одлучив. Значи, во краен случај, верувајте, ќе го земам едно столче пред влада. Тогаш, не да се јавувам по сите новинари, тогаш сите новинари ќе дојдат мене да ме слушаат тамо. Зашто јас го имам кредибилитетот. За таа ранлива категорија зборувам за погинатите, зборувам за ранетите и за припадниците на безбедносните сили. Зашто луѓе дезертираа, бега, мамини синови, за да сега се прават дека се патриоти. Не. Тоа сите го знаат, тоа и пилињата го знаат. Кој, што, како. Тоа е срамота. Тоа е срамота, али тоа, пак ќе кажам, не се криви албанската страна. Криви се нашите, што ние мораме да правиме, значи, коалиција со нив. Зошто? Нека си се борат и они. Океј, секој има право во таа држава. Секој граѓанин со устав е заштитен. Секој граѓанин има право да си го бара своето право. А ние што немаме правен систем, што правниот систем е катастрофален, значи да ни судат нас, зашто јас имам поднесено петиции, милион до сите ирелевантни институции за решавање на обештетувањето, за дискриминаторниот, за што се семејствата дискредитирани, значи за еден важи ова обештетување, за друг важи така обештетување. За исто возило, за иста случка, едни земаат енормно обештетување, а други дури и треба да вратат повратно средства, што тужат. Срамота. Значи, дали има некој нормален во државата? Дали има некој свесен? Значи, мене не ме интересира која политичка партија е, кој етникум е, воопшто. Значи, секогаш настапувам одагол од човечки аспект, од морален аспект, значи, од голготите што ги поминавме, од страдањата, зашто и посакувам никогаш да не се случи 2001. А не да си правиме се е тоа режија. Се што се случува во Македонија, ништо не се случува туку така. Се е режија. И сега што се случува со бомбите, и тоа е режија нечија, али негде ќе пукне. Не навлегувам во нешто што не е мојот домен. Значи јас ќе го повикам и председателот, и премиерот под хитна средба. Во колку не... Да, дали ќе повикате на некој од сегашните функционери да се сретнете со нив, дали председателот, министерката за одбрана, премиерот? Значи, под хитно барам средба. Председателот и премиерот. Тие се најкомпетентни да го решат случајот.
Не само тоа, и многу други. Зашто? Значи, ние што сме учествувале во креацијата на конфликтот, што си ја браневме татковината, значи ние не заслужуваме за некои места, и јас не барам ништо. Јас мојот плафон си го завршив. Али јас имам 2 деца кои се срамат да кажат кои се и што се. Моите деца не се способни, нечии деца се многу способни. Секој, а што да каже обичниот граѓанин кој нема никакви документи и кој нема никакви факти да се бори и да бара нешто? Значи ние не бараме председател да биде или не знам што. Најосновните средства за живот. Тоа е. Добро, еве, председателот и премиерот имаат јавно барање за средба со нив, се надеваме дека ќе ви одговорат. Дај Боже. Да. Се надевам дека ќе биде така. Значи, се што го кажав, тоа се издржано со факти, со папири. Значи, ништо не е нешто кажано, нити напаѓам нешто. Ако можеше ВМРО, кога беше Љубе Бошковски во Хаг и Јохан, ако јас можев да напишам за нив, за да ги пуштат од Хаг, како можеше државата на господјата Сонја секој месец да одвојуваше од буџетот 5000 евра за да оди во Шевенинген? Ве молам, нели е тоа понижување? Што? Јас немам ништо против Јохан. Да се разбереме, против никого немам. Секој нека си го бара своето право. Ама, за некого, мене тоа ме страшно боли. Прво, Јохан беше во обезбедување во комета. Значи, ни П од припадник не беше. Од после да, али во моментот, тогаш он беше во Хаг. Значи, мене ми е јасно состојбите, не сакам да навлегувам негде кај што не ми е местото. Јас сум дојдена да кажам мојата историја, животна за 30 години од враќањето по одлуката Аџич Глигоров, што до ден денес сме жртви на лудори на двете политички партии. За 30 години вие дадовте дел од вашиот живот за татковината. Животот од сопругот го дадовте и сега треба и уште 450.000 денари да дадете, така? Зашто сме се збогатили? Затоа што сте се збогатили, да, откако починал вашиот сопруг со парите од државата. Само за крај, побаравте средба со председателот и со премиерот, рековме се надеваме дека ќе одговорат. Упатете им порака дали на нив, дали на македонскиот народ, општо на целата македонска јавност, што би сакале да им кажат? Прво, сите да ги поздравам, припадниците на безбедносните сили да ги поздравам. Значи да настапуваат храбро, како и секогаш, како и 2001, да не се срамат, секој еден да излезе. Јавно ќе го кажам бројот. Мој. Слободно во секое време можат да ми се јават. Зашто тие луѓе заслужуваат значи да застанат пред влада и да си го бараат своето право. Зашто тогаш беше за секој еден учесник, ако бил 6 месеца, треба година дена стаж. Значи нема ништо тоа. Значи имаше дополни измени на законот, имаше многу пати, значи во законодавниот дом за да се измени законот за правата на припадниците на безбедносните сили. Нема ништо тоа. Значи сето тоа, се што сме побарали, се сме заобиколувани. Значи никој не смогла сили за да најде решение за таа категорија, зашто таа категорија не е мала категорија. А не е ни толку голема државата да не може да се побори. Не е ни толку. Значи ние, зошто пак ја кажам, значи државата има пари за да одвојува средства за глупости, а за тие луѓе што си ја бранија државата и утре, не дај Боже, нешто да се случи, се прашувам дали некој ќе се јави да иде. Зашто, знаете како беа окарактеризирани бранителите? Тие отидоа за пари, отидоа за дневници. Зошто мамини мазини отидоа за дневници? Зошто? Или тие имаа пари, имаа средства, а
Бранителите, значи, тие беа најниската класа. Сите од фабрики, од тамо, од вамо, секој што застана, ние знаеме кои беа бранителите. За да сега ги понижуваат и да не ги третираат како луѓе, срамота. Затоа кажувам, значи ја зборувам вистината, зашто јас сум од почеток до крај и ден денес си стојам на тоа. Имаме многу побарувања, али тоа треба со институциите. Што имаше побарувања и за обештетување, и за стамбени проблематики, и за многу работи. Значи, да нема дискредитирање, да нема шаренило во обештетувањето, да нема шаренило, јас бев припадник, ти што беше, ти беше тој, ти беше тој. Значи, има евиденција, се знае кој што како и се знае дека тоа беше режирана војна. Се знае тоа што беше некаков конфликт, али без разлика. Еве, штом се донесе дека е конфликт, окей. Затоа јас, кога сватив, после рамковниот договор, кога направија министерство, кога направија сето тоа, сватив што се случува, затоа напишав тогаш писмо до Фазли Велију. Што Фазли Велију, кога го добил моето писмо преку моите разузнавачки служби, кога видел дека пишува на самиот меморандум горе, дека жртви на албанскиот тероризам, он, значи, одма станал, кој е ова господје, јас кидам, ќе ја убијам. Знаете ли што е тоа? Значи, човек со никакви морални вредности. Ама отпосле, кога го земо страни, го седнал, образован човек, кога го земо страни, чекај, прочитај што пишува, немој одма да реагираш. Затоа ние после Сдруженијето требаше да се смени по наредба и после тоа стана херој на Македонија. Кои херои? Хероите, патриотите отидоа под земја, хероите отидоа али тие никош нема да умрат. Затоа викаме историјата, кога тогаш ќе се излезе се на виделина. А не 30 години сите да ти викаат имај трпение. Имај трпение. До кога? До кога тоа трпение? Поминаа 22 години. Дел од припадниците починаа од трауми, дел се самоубија, дел направија. Што да кажам за нив? Или дел од нив ги вработија по некои фабрики, по некои институции, најниски работи, за да им ги затворат устите, за да не смеат да писнат. Ги растурија бранителите, за да можат да владеат. Срамота. Али пак ќе кажам, има Господ. Е за сите. Секој човек заслужува и ќе си ја добие дали наградата, дали казната. Секој спрема заслугата. Добро, за крај останува повторно да ги повикаме премиерот и претседателот да се одзват на средба, односно на барањето за средба. Да се видите не само за конкретниот ваш проблем за решавање, туку и за проблемите на бранителите воопшто. Така. Значи, јас го повикувам лично претседателот и премиерот за состојбата за моето семејство и состојбата на сите бранители, зашто не сум само јас засегната. Многу луѓе се засегнати. Почни од семејствата на погинатите, ранетите и учесниците. А не дезертерите сега да ни ја водат државата и да ни ја кројат судбината. Зашто животот е најскап. Животот е најголема цена. Другото, материјалното е милливо, али духовното не може никој да ти го убие. Значи, патриотизмот е тука, ние како го чувствуваме. Ви благодарам многу за гостувањето, ако можам така да го наречам. Навистина потресна приказна и навистина се надевам дека еве ќе се оствари таа средба и дека ќе се решат проблемите, иако не гледаме досега желба од сите власти, ама се надеваме еве дека ова ќе биде исклучок. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вас. Ние сме потресени овде во студиото. Повторно ќе кажам, се надеваме и дека оваа средба ќе се случи и дека проблемите и на бранителите и конкретниот проблем на Надица ќе се реши, така што ви благодарам уште еднаш за вниманието.